Добро вечер и добродојавте во вечерашното издание магазин Сатомич. 9 мај 2025 или 80 години од победата на фашизмот. Си мислев како да ја започнем емисијата со оглед дека секогаш велам автентичноста не може никој да ви ја украде. Суштественоста е исто. Што значи тоа? Тоа значи дека народот кој е бил под окупатор на фашистите, под окупација на фашистите, се интегрира да се ослободи од Хитлеровата коалиција со единствена цел да се дочека слободата. Опозит, Шуман и Моне, кои се резултанта на подобриот живот од тоа време на окупацијата на фашизмот, направи економска заедница. Со единствена цел, како да се интегрираат луѓето, скараните луѓе, државите, кои знаеме дека Хитлеровата коалиција е под германското знаме, но што е тоа што се случи? Сосема диаметрално спротивно. Во 21. век. Дојдовме во ситуација каде што ние, како апликанти 20 години во чекалната, први во регионот локомотива, што да ви кажам, се сеќавате пактот за стабилност, ова се моите 5 минути во коментарот, бидејќи официјално ќе почне после 5-та минута. И се тоа, она поред дека сме најдобри во региони, што беше факт, подпишавме први договор за стабилизација, асоциација, и денеска ние сме, речиси, 20 години, ни во чекалната, не знам како да наречам, во некоја галаксија избркани. Зошто? Бидејќи политикантите не донесоа до ова дереште. Не почитувајќи ги човековите права, не почитувајќи го реформите и реформите во мајндсетот на народот. Криминалот, криминалните дејанијата, неказнивоста ја донесе Македонија до оваа ситуација во која се наоѓа. Да одиме на другата страна. Да, светот денеска одбележува 50-80 години од борбата против фашизмот. Нашите пријатели во Европа го прогласија денот на Европа. И сега доаѓа на конфузија. Зошто така? Зошто? Зошто се девалвира, се абстрахира победата над фашизмот? Меѓу редови читате, ви испраќам порака и вие самите ќе се искоментирате. Македонија го одбележи 80-тиот роден ден, да речам, на кодификацијата на македонскиот јазик, што во некоја ситуација не го прифаќа. Македонскиот јазик не екзистира 80 години, се разбереме. Македонецот говорел, зборувал 14 века од ова дистанца, да речем од 9 век и така натаму, колку му доаѓа 11, пардон, и така натаму. И претходно, реформаторите, кога дојда народот не бил неписмен, говорел, пишувал, но како и да е, не смееме да ги дисквалификуваме основните корења на нашето постоење. Јазикот е нашето име, јазикот е нашиот идентитет, јазикот е нашата држава, а тоа е Македонија. И ќе завршам. Нема ни еден народ во светот кој себе се нарекува македонски, освен нашиот. Нема народ во светот кој зборува на македонски јазик, а тоа го кажува самиот народ, е македонскиот народ. Ова се изјавите на почитуваната Катица Чулавкова, моја поранешна соговорничка, гостинка, и која има исто така соговорник од тој ранг, кој вечерва зајаве за некоја секунда ќе го представам. Тоа е академик Витомир Митевски, ќе му посакам добро вечер и добродојдовте. Добар нашол. Само да побарам еден джингл, со оглед дека сакам да кажам дека веднаш по најавата кажавме дека за македонскиот јазик ќе говориме и за ова што ни се случува во фактичката ситуација во државата. Ве молам, можеме да одиме со еден джингл и официјално да започнеме емисијата. Останете со нас. Да, драги мои, бидејќи обичаено знаете со колумна тргнува, меѓутоа тоа беше коментар апропо денот на фашизмот и денот на Европа.
но темата ние вечерва ја дефинираме. Тоа е битката за македонскиот јазик, милениумскиот идентитет под закана. Како што го најав, со нас е академик Витомир Митевски. Академику, еве, ќе додадете нешто за денот на борбата против фашизмот и Европа. И, еве, кусо само кратко да ми кажете како ја доживувате се тоа ситуација, еве, што светот го одбележува денот на тој најлошиот момент на светската историја, каде што имавме многу загуби, многу човечки страдања. И дали може да се ретушираат сите тие фашистички дејанија што беше и Македонија дел како запоробена окупирана држава, и дали може да се ретушира со една шмишајма, ова веќе се прашам брзосводно прагмата, дека може да се ретушираат некои работи кои се вика злосторства, и да се мижеме преку сето тоа. Пак, ако гледаме историски, Македонија беше на победничката страна во текот на Втората светска војна, и ние мораме да го прифатиме тоа и треба да го прифатиме. Да. Тоа е наша доблест и имаме причина да го одбележуваме, затоа што она што ние го имаме како држава и многу други нешта поврзани со тоа беше добиено и во тој поглед како победничка страна која беше и во таа смисла во добивка. Значи, ние имаме посебен мотив да го одбележуваме тој ден и право. Да, апсолутно, и еден вид благодарност, да речеме и на Бога, што бевме на вистинската страна, што ни даде Господ, значи да бидеме таму кај што треба да припаѓаме нешто што е добро, позитивно, се боревме против злото, против оние страшни злосторства што можеме секојаш да ги видиме на овие разни канали, нели, што се прикажуваат историја од историја, па можеме и од поблиску да ги видиме. Ние бевме во борба против тие нешта. И во начало и сметам дека не треба да се заборава тоа. И не сме да се заборава тоа. Победата на злото, инаку се успиваме и почнуваат да се губат некои норми на однесување. Кога почнува полека победниците со губитниците да се изедначуваат со оние кои биле на вистинската страна на борбата за демократија, за слобода, да се изедначат со оние што биле против. Не може тоа да го изедначите. Да, меѓутоа дали може да се ретушира историјата, тоа злосторство, или со шмишема да се избрише фашизм? Па да се разбереме, јас не сум историчар, ама јасно е дека историјата секогаш се ретушира, па и нашата историја е предмет на ретуширање од страна на некои надворешни сили, па и од натрешни наши. Се ретушира, историјата посебно се ретушира. Да, кажавме дека јас се согласувам, читав, слушав во една цитација, ако ми дозволите, дека не можеме да збориме дека нашиот јазик екзистира 80 години. Спомнам дека јазикот си има еден континуитет, милениумски, ако ми дозволите, но како и да е за кодификацијата, треба да го испоштуваме. Че ми дозволите, само имам мали куси изјави на денот на прославувањето. Одиме со првиот прилог, тоа е со премиерот Мицковски, кој даде добра изјава токму за денот на кодификацијата на македонскиот јазик. Одиме со изјавата. Дали знаете дека некој американски дипломат... Мицковски чувствувам како македонец и сакам да бидам таков. Напиша Крсте Петков Мисирков. Јазикот е нашата татковина, ни остави како завет Блаже Конески. Овие реченици не се случени. Тие се крвта што тече низ телото на една нација која знае што е, што сака и што сонува. Пред 80 години на оваа почва се кодифицираше македонскиот литературен јазик. Тоа беше повеќе од административен чин. Тоа беше признавање на една длабока, искрена, долга и тешка борба на еден народ за свое име, свој израз и своја самобитност. Ова е наше, ова е вредно, ова е вечно. Нека живее македонскиот јазик, нека ни е честита 80 годишнината од неговата кодификација. Ви благодарам.
достојно и државничи кога се почитува нешто суштествено дел од националниот трезор. Тоа е јазикот од страна на политичкиот лик кој ја представа државата. Имавме еден пример. Рековме дека нема политика, меѓутоа сепак е дел од нас. Имавме прилика и каде што не смеевме да спомнеме македонски јазик и не смеевме да го спомнеме на најсветото што Бог ни го дал зборот Македонија. Еве контекст на сето тоа, како го доживувате како еден виден, врвен професор, кому основен, поедовен печат или белеге и македонскиот јазик и неговата историја? Да, македонскиот јазик ми е белег како на секој од нас кој го зборува македонскиот јазик. Ние не можеме и да не го изучуваме, ние го говориме, ние живееме, се изразуваме, така да секој кој го зборува македонскиот јазик всушност неразделно врзан, тоа е нашиот идентитет личен. Јас зборувам македонски и најубаво се изразувам на македонски. Тоа е нешто име. Тоа многу значи. Меѓутоа, јас сакам да ви одговорам на ова ваше така прашање, како го доживувам во врска со нешто што пред малку вие спомнавте, а беше пред 2 години така форсирано во јавноста. Роден ден на македонскиот јазик. Требаше да го славиме роден денот на македонскиот јазик. Тоа е, мислам дека беше овој ден тоа. Да. И јас тоа не можев да го сватам како може да се зборува за роден на еден јазик во овој случај на македонскиот. Меѓутоа, тоа може да се каже за секој јазик. Јазиците немаат роден ден. Јазиците не се раѓаат како што се раѓаме ние луѓето, па знам датум кога сум се родил или ми кажува дека тога сум се родил и про тоа ме немало да речеме на некој начин. Јазикот е нешто се јавува спонтано, се развива низ историјата и не може на ниеден јазик да му најдете роден ден, ослем да измислите датум за тоа. И тоа било абсурд. Да. Јас сега сум задоволен што конечно се напушти таа флоскула роден ден. Ние не славиме роден ден, македонскиот јазик е многу постар од кодификацијата. Но убаво е што сега се употребува термин славиме кодификација, значи кога македонскиот, современиот македонски јазик говорен е кодифициран и е создаден на некој начин и литературниот јазик. Значи не е измислен, тука е дефиниран како што се сугестиите на Крстен Мисирков врз основа на некои наши средишни говори. И потоа се развива како книжевен јазик. Значи, тоа ми беше зборот, никако не смееме да зборуваме за роден дени. Тоа би било практично во прилог на нашите источни соседи кои сметат дека се родил или се измислил. Тоа е абсурд. Ниеден јазик не е измислен, па и македонскиот. Да. Нема роден ден. Да, имаме еден трет прилог. Тоа е една праша професорка која токму збори за македонски јазик и како е концепиран, како е дефиниран. Одиме со тоа, таа куса изјава. Дијалектното богатство на нашиот македонски јазик е преубаво. Не знам дали ја знаете онаа позната мисла на Крсте Петков Мисирков кога ги дава трите основни столба за македонскиот јазик. Тој вели, за да го формирате идниот македонски јазик, тоа го пишува во 1903 година, значи во книгата за македонските работи во 5-та статија, тој вели, ќе ги земете централните говори, кои што се еднакво оддалечени од влијанијата на соседите. Тоа е линијата Прилеп, Битола, Охрид, Велес. Бидејќи се, заради нивната оддалеченост, немаат влијание, бидејќи јазикот е жив систем, како што кажам. Второ, правописот да ви биде фонетски. Колку букви, толку гласови. Тоа го имаме ние во нашиот јазик. 31 буква, 31 глас. И трето, што е многу важно, лексиката, зборовниот фонд на јазикот, ќе го земете од сите македонски дијалекти. И така е формиран македонскиот јазик, ме разбирате? Коментар. Да. Јас слушнавме професорката. Кој е вашиот коментар? Па, убаво е ова, јас би го кажал тоа во споредба, кога веќе зборуваме како е создаден литературниот, современиот литературен јазик. Е создаден како добар дел и најголем број на современи светски јазици. Пример да ви дадам францускиот јазик. Кој е литературниот книжевен денеска француски јазик? Тоа е говорот на Парискиот басен. Тоа е земен за литература. Излезете во Нормандија, нема да ви кажат bien, тука кажа бен. Тоа е некое споредно. Така што и кај нас се случува таа процедура, тоа е нешто сосема нормално и ништо неизмислено, се земат некои
основни диалектни форми, еден регион, и тој регион станува централен, врз кој се надоградуваат другите форми, јазични облици и така натаму. Така, во таа смисла, нашиот Мисирко постапил сосема правилно, на еден современ пристап и донел одлука на која ние денеска се подпираме и на која се подпира и Блаже Коневски. И мислам дека во таа смисла е добро направено, што да не навлигувам во тоа, што се избрал онај говор македонски кој е најмалку изложен на странични влијанија. Така сме го добили современиот книжевен јазик кој е кодифициран како книжевен јазик. Прекрасен одговор, благодарам. И еве, ќе завршам со тие мали прилози што ги подготвив за вечерашната емисија. Еве како нашите пријатели во светот се обидуваат да говорат македонски. Одиме со... Дали знаете дека некои американски дипломати учат македонски јазик пред да дојдат во Скопје? Учиме македонски. Учиме и поговорки типични за македонскиот јазик. Кој рано рани, две среќи граби. Што ќе посееш, тоа ќе жнееш. Два пати помисли, еднаш прозбори. Далеку оди и за дома мисли. Без мака нема наука. Виното и ракијата немат нозе, ама по нозе мават. Трпение и спасение. Книгата дно нема. Налагата и се кратки нозите. Денешната работа за утре не ја оставај. Не се секирај. Арнобратство помило од богатство. Добрината со добрина се враќа. Џабе работи, џабе не се. Умот не во џебот, туку во главата. Честит ден на македонскиот јазик. Ете, нашите пријатели, тоа се меѓународната заедница, и покрај тоа што некојаш знаат и милуваат и сакаат да го суспендират тоа најсветото македонско, и се обрати на македонски јазик. Професоре, македонскиот книжевен јазик има длабоки миленумски корени и историја во Кирило-методивската традиција. Што ви додвеле на сето ова? Па тука треба да разликуваме две работи. Да. Еве, вие спомнавте македонскиот книжевен јазик, така. Тоа е едната страна. Ние од друга страна го имаме македонскиот говорен јазик, народен јазик. Да. Како во повеќето случаи се развиваат, тоа е еден вид диглосија, се нарекува, кога имате паралелно книжевен јазик и народен јазик. Најчесто книжевниот јазик, што рековме пред малку, се оформува врз основа на некое нарече говорно и потоа тој постепено се издоградува, се изградува, се создава посебна лексика за да може да се изразат некои посебни идеи, мисли, чувства и така натаму. И тој јазик со време почнува да се издвојува од народниот јазик. Низ вековите тоа е често пати повторувано. Така, како што се случувало, речеме, со старогрчкиот јазик, па со латинскиот кој полека преминува во романските јазици, со оддалечување, така и во македонскиот јазик, значи ние имаме книжевен јазик и говорен јазик. За разлика од, реков, говорниот јазик кој нема роден ден, чиј потекло не може никад да го дефинира. Кога тоа започнал да се зборува македонски јазик, тој јазик што го зборувале нашите луѓе, речем, во Солунско, врз основа на кој е создаден на онај книжевен словенски јазик, да го речеме јадрото на македонскиот јазик. Значи, за разлика од тој говорниот јазик, каде што нема, на овој нема историја во таа смисла дефинирана од кај почнува, ние за среќа, кога станува збор за книжевниот, литературниот јазик, за македонскиот неговите корени, ќе имаме сосема јасна историја. Тоа започнува во рамките на Кирило-методиевската традиција, мисија на светите Кирил и Методиј. Македонскиот јазик се развива континуирано низ вековите. Можете да ни дадете едно сватење? Еве, тука би рекол, би зборувал токму за ова, за книжевниот македонски јазик. Значи, се развива и народниот, меѓутоа книжевниот, кој е веќе на некој начин воспоставен, оформен, за да може да се изреди во прва смисла и во главна, во основна смисла е да се била задачата била да се преведат
книгите, световните книги христијански за богослужба. Тоа било задачата. За такво да може да се преведе тоа, да речеме, од тогашниот грчки јазик, старогрчки, односно веќе византијски јазик би рекли, византијски грчки, за да може тоа да се преведе, да се пренесе на народите, на словенските маси, морало да се најде јазик на кој ќе се изразат и свештениците да го кажат тоа, а и овие верниците тоа да го разберат. И морало да се создаде јазик за таква потреба. Тоа била задачата главна. Не само писмо, ние зборуваме за писмо, меѓутоа ништо помалку не е создавање на јазик. И светите Кирил и Методи работеле на преведување на светите списи со тоа што создавале јазик, морале за секој специфичен термин на грчки јазик, на византијски грчки, да најдат соодветен словенски. Значи, во голема мера се подпирале на народниот јазик, оно што го знаеле во македонскиот околу Солун, но во голема мера морале да измислуваат, да создаваат зборови. Во тој поглед најчесто прибегнувале кон преведување, создавање калки. Калки се вика тоа, сложенки едни, и ако го имате во грчкиот јазик еден збор, а го немаш во народниот јазик, тие мора да направат нешто да најдат. Пример, ние го имаме зборот совест. Малкумина се свесни од нас дека го имаме затоа што го создале во преводот светите Кирил и Методиј. Тоа е синеидисис на грчки јазик и тие направиле на калка, буквално го превеле совест, без знаење, совест, сознание. И од таму имаме, значи, наш јазик за совест. Така почел да се гради и, да речеме, друг збор, многу познат, многу важен збор, логос. Се беше логос, од логос започна. Не е збор, слово. Словото. Тие го создава зборот слово. И во голема мера, што е тоа слово? Тоа е говор. Ние словени, да речеме, сме тие кои говорат. Тоа значи словени во основа. Словото е, значи, зборот. Но тие го создаваат, значи, термин кој станува полека абстрактен термин. Оно што е секојдневен говор, полека се создава за книжевна употреба, станува абстрактен збор. И така се создавал книжевниот прамакедонски јазик, да го наречам така, од таму некаде со почетокот, нели, од светите Кирил и Методи, наваму преку нашите други овие. 8-9 век, така? Така, да. 8-9 век. Привилење во однос на 9 век. Привилењата во однос на нашиот јазик е нашите прародбеници што го спомнаме во 19 век. Да. Че можеме нешто да тоа да слушаме. Како не, тоа е интересно, тука се гледа трагизмот наш. На некој начин, на нашите луѓе во 19 век, кога со време се издвоил полека книжевниот словенски јазик од народниот. Така. И доаѓа 19 век кога се буди нашиот човек, кога се јавуваат наши луѓе кои сакат да творат, да пишуваат, да создават, и полека сваќаат дека тие имаат говорен јазик. Но оној јазик што го говорат, го користат во црквата, не е истиот со овој. Знаете, тој се оддалечил со време. Со самата таа нова терминологија абстрактна, тој се оддалечил. И сега наједнаш имате ситуација, имате говорниот јазик, го имате книжевниот, ама едното со друго тешко се вклопува. И што се случува? Тешко може да се изразат, и тука е многу позната реченицата на Приличев, кога тој зборува за својата трагедија, што пишува на грчки јазик, после се обидувал на бугарски, па му се смееле, тој вели, не требаше многу да ми смемате, требаше доволно само да кажете, Приличев не знае бугарски. Се обидувал да преведе нешто на бугарски од Илијада, која и нели ја познавал одлично во оригиналот во грчки. И сега кога видел дека не може да најде начин да се изрази на својот народен говор, бидејќи тој е народен, тој нема абстрактна терминологија, не може да се изразиш ти со народски јазик. Некои идеи, и тој ќе крикне и ќе рече, поприште немав. Нема, ми е модерно би рекне, немав медиум, нема изграден јазик на кој ќе изразев мојата поезија. Интересно е што професора денеска се совпаѓа, исполнува двата празника, прослави. Исто така, изборот на новиот поглавар на Римокатоличката црква, тоа е Лав 14. Јас напишав една колумна, гледачите
Се надам дека ме следате на Охридскиот портал 24, Охридски портал 24, прекасна колумна. Пишам токму за Лав 14, апропо Лав 13 и кои му беа неговите основни преокупации и патишно. Но да се вратам на претходниот Франсис. Неговата посета на Македонија, која е историска и првпат ја посети, испрати силни правци, силни пораки во светот, особено и соседството. Тој кажа, писменоста во Европа влезе од Македонија, замина и влезе во Европа. Тоа е силна порака на поглаварот на Римокатоличката црква и ќе завршам. Силна порака во време на на летот во авионот изјави дека македонците и бугарите немаат ништо заедничко. Бугарите не може да барат нешто од македонците. Тоа не се. Значи, сака да каже дека има диаметрална спротивност. Значи, имаме две силни пораки од починатиот поглавар на Римокатоличката црква и ќе завршам цргарскиот патриарх од Фанар не сака да ни дозволи ни М од Македонија да употребиме. Никако збор, никако Македонска православна црква, никако Македонија, бидејќи имаме право само зборот Охрид. Еве, ви дадов 3-4 прашања во рамките на ова што рековме на претходното. Можете ми дадете сублимат? Прво со... Добро, јас не сум баш некој голем познавач на таа е малку и политичка проблематика, меѓутоа има некои работи се едноставни да се сваќаат. Дека културата, писменоста помина терен од Македонија. Да, тоа го сваќа, тоа е реалност, као што сме поеднакво ние и македонскиот јазик реалност. Знаете како е проблемот? Значи, интелигентниот човек лесно ја припаќа реалноста и се адаптира, ја согледува и живее во тој поглед. Човек кој не може да ја припати реалноста, тоа е поскоро негов проблем. Знаете, кој има судир со реалноста да ја припати, има некој ментален проблем. Сега, тоа може да биде и масовна хистерија, не мора да биде тоа индивидуален проблем. Политиката може да наметне масовна хистерија, кога зборувавме за фашизмот. Тоа е била масовна хистерија, кога од толку напреден народ, како што биле германците, вие се создале злосторници во голема мера. Така и овдека сега имаме, значи, разни, кај соседите, поблизу или подалеку, некое гледиште кој им треба време, значи, најинтелигентните луѓе помалку време треба да ја сватат реалноста. Некои, ако ги гледате вака на позиција, значи му треба повеќе време да ја свати, да се помери со реалноста. Тоа е крајна лија да се пошегувам, тоа е теоријата на Дарвин, вели. Да. Значи, во живиот свет, оние што брзо ја припаќаат реалноста и се адаптираат, тие се интелигентни и преживуваат. Но оне што му треба многу повеќе време да излезе од 18-тиот век, од 19-тиот век, значи, има некој проблем. Тешко се адаптира на реалноста. Значи, ние немаме проблем од тој поглед. Проблем имаат тие што не негираат. Така. Професоре, можам да ги речем дека секој во секој случај за македонската култура и јазик, Крсте Мисирков и Блаже Коневски, токму за нашиот книжевен јазик, што би додали во контекст овие два лика кои се суштествени и вредни за нас? За Крсте Мисирков, ако зборуваме, мислам дека тој е вистинскиот основоположник на нашиот книжевен јазик. Значи, ако ги прочитате внимателно за македонските работи, ќе согледате дека темелите се поставени во голема мера од Крсте Мисирков и за правописот, и за јазикот. И она што честопати се кажува дека Блаже Коневски го кажал, мораме да бидеме честни, да го кажеме дека тоа го кажал Крсте Мисирков. А Блаже Коневски го цитира Мисирков, ама знаете како меѓу луѓето се префрлат работите и се заборава. Крсте Мисирков е тој го кажува во македонските работи дека нашиот јазик е нашата татковина. И тоа ја дефинира нашата татковина, дефинирајќи го книжевниот јазик и првописот од кој после ќе се дефинира до крај, нели, кој ќе дојде времето таму, како рекоме 45-та година. Блаже Коневски е секако наша величина, многу значена личност. Тој создава граматика за која и ден денеска
со која и ден денеска предизвикува восхит меѓу специјалистите, они што добро знаат тоа да го ценат. Таа граматика секако сака нешто ново, јазикот е жива материја. Јазикот постојано се менува, па и книжевниот јазик се менува. И секој јазик низ времето има потреба од обновување на граматиката, се менуваат, правописот се менува. Не е тоа трајно, еве германците скоро создаваа нов правопис, иако ќе речете германскиот се зборува книжевниот одамна. Иако и тие самите долго време, да кажеме, зборувале француски, нивните учени пишувале француски, Лајниц француски пишувал, не пишувал германски. Ама еве 200-300 години поминали, тие пак сега прават правопис малку си ги, едноставно си ги работите си ги приспособуваат според јазикот. Така и ние тоа, значи ние може да правиме и нова граматика и правиме и нови правописи, но она што го создал Блаже Конички, тоа е еден камен темелник за македонскиот јазик. Тоа е основа од која ние тргнуваме и на која се повикуваме. Така. Пак ќе се надоврзам на кирилометодиската изворна терминологија. Проблемите поради напуштањето на ова кирило-методиевската изворна терминологија. Сега тука треба да се вратиме на другата страна. Значи, ние имаме признание, значи, во овој случај, и на Блаже Коневски, и на Крсте Мисирков, што го дефинираат книжевниот јазик кој се потпира на народниот говор, на централните македонски говори. Тие препорачува сега, се јавува еден проблем, а како ќе постапуваме кога ќе треба да се изразиме во уметноста, во науката? Народниот јазик нема апстрактна терминологија, нема научна терминологија, нема стручна терминологија. Народниот јазик е едноставен. Во народниот јазик ќе најдете збор за конј, за човек, за кола, ама не може да најдете збор кој ќе одговара во науката, со кој ќе се изразите во философијата, да речеме, не може вие на некој диалект да го преведете Аристотел. Така. Тоа е извонредно, старогрчки зборувам јас, старогрчкиот јазик, извонредно изработен јазик, усовршен јазик и е успех за еден јазик ако може да го преведе Аристотел. Значи, пример давам. Тука е проблемот, значи, кога Крсте Мисирков и Блаже Коневски велат треба да се потпираме на народниот јазик, се поставува прашањето, а што ќе правиме со научна терминологија, со апстрактната терминологија, која е доказ за моќта на тој јазик. Значи, секој јазик и во африканските племења има збор за вода. Ама, за нешто сложено може само еден јазик кој е развиен. Нашиот македонскиот јазик, благодарение сега на таа книжевна традиција на Кирило-Методиевската, кај што ви спомнав неколку збора само, кај се оформени во голема мера тие апстрактни зборови, благодарение на тоа ние можеме сега да го формираме и апстрактниот научен јазик, да ги несеме научите апстрактни термини во нашиот јазик. Едно време се зборуваше дека најлесно тие апстрактни зборови да ги земеме од големите западни јазици. Да земеме од францускиот, од германскиот, од англискиот, си позајмуваме. Не може ние тоа да го избегнеме. Се разбира, тоа е влијание, тоа е секогаш присутно, нели? Меѓутоа, не смееме да се изгубиме во позајмувањето. И долго време тука имаше некој лутање од 45-та нааму, како да се создаде тоа. И затоа е една од причините, например, може, не го знаат луѓето, во философијата, јас сум философ, меѓу другото, и во философијата ние од антиката немавме никаков превод на македонски. Со мал исклучок имавме нешто од академик Петрушевски, ама тоа беше до Аристотел една теоретска статија. Немавме превод на клучите дела на Аризода. Зошто? Па, тешко беше да најдете јазик, да кој јазик ќе се задржите на народен. И некаде од осамостојувањето започна брано да се враќаме во преводите на Кирило-Методиевската традиција и од таму да преземаме апстрактни термини. Се вративме на нашиот извор и со нашиот говорен јазик го збогативме со книжевниот јазик кој се градел со вековите. Токму ми го земавте од мисла под прашањето за кое говоривте, токму враќањето кон таа традиција во некои понови преводи. Но заканите на македонскиот јазик од надвор, што ви додале на сето тоа што сведоци сме во секојдневната
комуникација и практика, увезуваме, подруваме странски зборови, странцизми, се тоа. Па знаете, како вие рековте, закани однадвор. Така. Еден јазик тешко може да го срушите однадвор. Како што велат дека и една империја не ја уништувате однадвор, однадвор се распаѓа. Ако ние недоволно се грижиме и ако се однесуваме некритички според према својот македонски јазик, ние ќе си го уништиме сопствениот јазик. Секаде гледаме на телевизија нашите деца, сега мали овие дечиња наши, се повеќе и повеќе се изразуваат на англиски. Мислам, со англиски термини. Тоа е однатреуривање на јазикот, да речем. Тоа е опасно. Нас однадвор, мало гали, јас ви реков пред малку. Што мислат комшиите? Да ме признаат. Па зар ја ќе очекувам од источните соседи диплома на признавање да ми дадат? Кому тоа му го дава? Ми треба тако нешто. Значи, ние си продолжуваме и си го развиваме јазикот. Тука е многу важно да се грижиме ние самите за нашиот јазик. Так. А тука има многу сегменти каде што се гледа дека недоволно се грижиме. Ово првото вие што го спомнавте, значи што се дозволува голем наплив на странски термини. Така. Најчесто сега порано беа латинизми и грцизми преку францускиот и германскиот јазик. Главно доаѓа тие преработени, ние велиме практика. Тоа е практично адаптиран збор праксис грчки во францускиот јазик, па сме го добиле преку францускиот кај нас. Значи, сме заимле. Сега заимиме многу од англискиот. Ама, знаете како велат, не е добро еден јазик да заими, зашто само сиромавиот заими. Ако има сиромашен јазик, мора да заимиш. Значи, што многу позаимуваме, значи, јазикот сме го осиромашиле. И многумина од нас интелектуалци ќе кажат, не можем да се изразам на македонски јазик, немаме ние збор. Верувајте ми, најчесто тоа е субјективен статус. Тој самиот говорник го нема зборот у главата. А во македонскиот јазик имаме термини за се. Ние веќе би реков, го преведовме, туку речи се што е главно на Аристотел, а тоа е еден од најапстрактните јазици. Тоа е далеку посложен јазик, да речеме, од литературата, романите. Ние тоа го успеаваме. И сега, ете, кога зборуваме за тоа во академијата, јас сум задолжен за тоа, па затоа сум вака горлив на таа тема. Ние создаваме, развиваме еден проект веќе од 17 години, колку се сега веќе тоа? Дојдоа 55 години. Половек. Така, создаваме посебни речници, терминолошки, на апстрактна терминологија, каде што ги запазуваме, соработувајќи со големи наши експерти од областа, и создаваме речници во кои се дефинира научната терминологија македонска, со намера да не се дозволи да влегуваат премногу странски зборови во македонскиот јазик. Некаде мора да прифатиме, што дошло од навод, да речеме банана. Банана, заедно со бананата која дошла е увезена, дошол и со неја изборот за банана. Така и во некои, си мисла, и некои термини доаѓат со компјутерите. Тешко е, ама баш се да преведете, и може би не треба да се претерува во таа насока, се да се преведе, ама да не се претере во друга насока, да отпори ширум портите, влегувајте со странцизми, со туѓици, па потоа ќе се чудиме на кој јазик зборуваме. Тоа е опасноста, значи, од надвор. Значи, тоа е опасност само и приведно надвор. Тоа е однатре нашата опасност, недоволни критички однос спрема јазикот. Ќе направиме на дигресија со оглед дека 45 години сум во мас медиуми. На 21 година почнав на македонска телевизија Скопје, тоа се ми каже. Но не можев да од тие години, екс-моменти да речам, каде што немаме лектори во институциите, и на системот, и во телевизиите. Бидејќи негрижата за македонскиот јазик, што во јавна употреба, тоест називи на предпријатија, топоними, хидроними и слично, а ќе заокружам токму околу лекторите и нивната света работа. Кај сум смеел и јас, и во радио, и во телевизија, кога сум работел, да напишам текст, да напишам вест, веќе избирам од информативната програма, ако не ми се потпише лекторот, дека е окей, па да заставам пред микрофонот, да го прочитам, што не е денеска пракса. Новинари, нека ми простат, аме со една добра порака. Значи, има неписмени. Мора да дадат максимален акцент
на граматиката, на јазикот, на правописот и се тоа. И на акцентот, и на многу нешта. Акцентот не е исто суштествена опредба на македонскиот јазик. Секако. Професоре, академику, токму на тоа, зошто лекторите се суспендирани, се оддалечени, се избришани во институциите и во системот и во компаниите, имајќи факт дека тие се вистинска кариетида, ако ми дозволите, веќе столб да речам во една институција, а тоа е македонска институција и со право да го носи тој пиетет и атрибут дека е македонскиот јазик е основен и кој е, да речем, државотворен во секој случај, а не во смисол на зборот да имаме ситуација во кој представниците дали на медиумите или во институциите едноставно бегат од вистината и од изворноста. Да. Па тоа се вклупува во она што го рековме, негрижа за македонскиот јазик, која трае веќе многу долг период, веќе децении и децении. Па, ако ми дозволите, има едно 15 години во континуитет, ако ми дозволите. Така е. И многумина, и најчесто е така, некој се појави кај нас некој чувство, па и во политиката, да речеме, и на други места, дека кога некој човек ќе дојде на некоја позиција, тој си добива представа дека знае веќе се. А јазикот? Па тој најмало гајле, па јас сум македонец, јас знам да зборувам македонски. Ме може да зборувате дијалект свој. Најчесто мајчиниот јазик е некој дијалект. Меѓутоа, книжевниот, литературниот македонски јазик бара внимание и колку да е човек добро образован, секогаш учи. Секако. И мора да внимава на своето изразување. Секогаш ќе грешиме, никогаш нема да се случи да не сгрешиме. Сите грешат. И в големите јазици јас сум слушал, па грешат. И англичаните ги слушал по разни собери, конгреси. И Шекспир правеше грешки. Па прават сите, ама да ги има што помалку грешки. А најважно е да се грижиме и да бидеме свесни дека грешиме, дека ние го немаме македонскиот јазик као коњ што може да го јаваш и да немаш гајле. Треба постојано да имаш свест дека можеби ова не го кажав добро. Можеби не зборувам баш како што треба. Тоа отсуствува во нас. А за лекторите, тоа е жална ситуација. Ние треба да имаме лектор во секоја јавна поголема институција. Може да научите, да. Апсолутно е да. Јас консултирам лектори постојано. Јазикот е пребед на комуникација. Можем да сгрешам многу лесно, затоа ќе можем, не се срамам да прашам. А лектори се тие, кои и они може нешто да подсгрешат, ама тие се пак школувани најмалку да грешат. Јас се надам тоа страшно не достига и мислам дека тоа може да се реши со грижа за поставување лектори во сите поголеми институции и на многу други места, не само поголеми институции. Што не оптоварува буџетот на компанијата, напротив, само добива. Не е тоа оптоварување. И не сме да се размислува. Тоа не може да се доживува како оптоварување. Затоа и на нашиот факултет на филолошки се запишуваат мал број. Токму затоа македонски. Па мисли дека не треба тоа, што ќе ние знаеме македонски јазик. А не само тоа, пардон, дека ги суспендираат од работен однос да засниваат лекторите кои се, реков, главниот столб на институција. И има, ако дозволите, тука кога зборуваме, значи, за таа негрижа, како што е, значи, тоа е на официјален план негрижа, значи. Тоа треба да се грижи, значи, државата, да речеме, за тоа. Меѓутоа, кога зборуваме за негрижа, секој ден на негрижа во изразувањето, не е тоа само кај политичарите, како што ние мислиме. Да речеме, кога слушаме преводи од малцински јазици на македонски, значи тоа се говорители кои не го знаат македонскиот, не им е мајчин. Тоа е грозно да случи човек. Тоа е и артикулацијата, и грешење граматички, и го слушаш, викам, кој јазик го зборува овој човек? Но тоа не е само тука. Ние самите исто така грешиме. Еве примери да ви дадам неколку. Зошто се греши меѓу другото и не ни треба лектор. Се форсира говорниот јазик, а говорниот е веќе тој полн со диалектизми, со форми кои не се книжевни форми, а излегуваш во јавен простор. Значи, во нашите театри, не знам дали се забележале, па особено која е во прашање комедија, во театарот комедија. Јас сум бил 2-3 пати, тоа многу ми пречеше, кога гледам форсирање на вулгаризми, на
србизми, на оние сленг, како го нарекуваме, арго, како викаат французите, нели? Значи употреба и тоа станува јазик на уметноста. Да бидеш интересен. Не може уличниот јазик да биде јазик на уметноста, тоа може од време на време да се појави, ама тоа да ви биде јазик на уметноста, во секоја комедија да слушам таков јазик. Значи застрануваме или земете во друга една уметност, во филмската уметност. Не грижи за јазикот на секој чекор. Не гледате некои наши филмови, кој јазик, ја не можам да го најдам јазикот, да вечеме овој се прослави, тој за мед, како беше тоа една доби многу награди, тој филм документарен за она женичка мед што таму прави. Таму јас не го слушнав македонскиот јазик, никаде слушнав таму некој диалект, некои форми, некои странски, некои српски, некои ромски ли беше, кој знае. Медова земја ли така? Медена земја, ете, не позне, така се викаше. Ама, не знам, ја викам по ова, прво амбиентот е снимане некаде во Афганистан, нема врска со Македонија. Баш кај се барем да имаше македонски па да познаеме. Нема македонски јазик во филмот. И не е тој единствениот. Токму тоа, колку се злоупотребува. Тоа е, значи, едноставно, значи, едно игнорирање на собствениот јазик. Исмејување, може да рече? Па и исмејување се има, исмејување додека го имате заштитен книжевниот. Кога вие книжевниот ќе го отфрлите, ќе го игнорирате или постојано ќе го исмејувате, па кај се наоѓа? Професоре, се надам дека Министерката за образование неколку пати ми гостуваше и во магазинот и говоревме токму за нашите македонци во светот. Сведок сум, бев во Детройт 2012, бев на повеќе држави во Америка и видов дека нашите македонци, ја не сакам од демонитив, да не се да речам македончини. Не се македончини. Се македонци. Ама нема соодветни учители. Заминати се од државата, од економски, не се од политички, економски аспект, меѓутоа некој занаец. Да. Ќе биде учителка. И тука мене ми беше навистина реакцијата, тоа го кажа во Детройт, зошто немате учители професионални и да работите, сепак сте на богата заедница, ако нема Министерството сенс, чувство, значи да се организирате. И јас си спомнав на министерката, бидејќи се збори дека има не су поголем број на учители, наставници кои може и да бидат инкорпорирани во системот, да се деташира, да се испратат. Да. Колку тоа влијае и вреди, вака како академик ме прашам, имајќи факт дека мајчиниот јазик, македонскиот јазик е нашето име, презиме, нашата татковина. Мислиме да се помисли да не се води грижа за тоа. Апсолутно, јас не би можел ни да споредувам, да речеме со некои јазици како што е, да кажеме, не само германскиот, па и францускиот особено, кој држи до една своја чистота. Земете го унгарскиот јазик. Јас знам повеќе странски јазици. Меѓутоа, многу е тешко унгарскиот да го разберете, затоа што тие го очистили сосема од овие интернационализми, да речеме, од латинизми, од грцизми, од англицизми и така натаму. Тоа е толку, значи, прочистен јазик, што е еден од ретките каде што гледате Божи метлата претерала. Сосема се изгубиле оние интернационални зборови. Зборот беше дали време да се испрачат учители, наставници, на привременна работа, речам, на 6 месеци, да има една флуктуација. Па тоа се подразбира дека мораме да се грижиме за тоа и дека треба да испратиме професионалци, како што ви рекол пред малку за преводите во парламентот, треба да се најде познавач и прво кој преведува на македонски јазик, да е познавач на македонскиот јазик, одличен, да му е најдобре да му е мајчин македонскиот, а нека ги учи малцинските за да може да преведе. Да. Значи, јас се залагам да ви кажам искрено, на 23-ти организираме на промоција на еден од моите два проекти, тоа е Гласот на народот. Тоа се 25 години на 4 век. И цел мој ангажмент беше токму за диаспората. Бидејќи секојаш погрешни луѓе се местат, се стават на тоа суштествени, сутилни, важно место. Еве, верувајте ми или не, успеавме како телевизија и мојата маленкост како автор на илјадници емисии да воспоставиме линк, поврзување, да речам, меѓу нашинците во светот.
И конечно тоа сакав да спомнам дека и Министерството за образование, Министерството за надворешни работи час поскоро мора да даде, и бидејќи не се, особено се надам дека млада генерација прави и треба да направи уште повеќе, имајќи факт дека скарани се. И овие минути ги посветувам токму за тоа што тоа ругло име, што ја не го употребам искрено никогаш, и мојата телевизија, вистинската телевизија Вистел, му благодари на неговото високо преосвештенство што се реши да ја направи, да отвори ова телевизија. Ве гледате, ние реклами немаме. Јас кажам во една прилика, и ние сме исто така обврзани према Агенцијата за радиодифузија, да ги плаќаме да таксите, меѓутоа треба да имате нека поддршка од нашите почитувани институции, компании, бидејќи не гледат, академику, вечерва имаме илјадници гледачи. Зошто? Морам уште една минута. Бидејќи не гледат дека ние сега одиме во етер, не гледат во Соединените американски држави, не гледа Северна Европа, Централна Европа, не гледат поранешни југословенски републики, цела Турција не гледат. Наскоро која е дека и Канада не гледат, тоа се милиони. Да. И значи правиме се од себе да нешто дадеме македонско. Ние немаме турски серии, ниту ќе имаме никош. Но зошто имаме таа диспропорција, таа дискрепанција која не се фокусираат на она што нуди квалитети и корист за државата. И клучно, да се задржам на јазикот. Значи, кога зборуваме за нашинците во светот, они себе си се препознаваат нашинци врз основа на јазикот. Не врз основа на нешто друго на изгледот, на лицето. Туку, ова е наш човек, зборува наш јазик. И јас кој ќе отидам таму, нашинец е тој кој го зборува мојот јазик, македонски. Во супермаркетот, слушно веднаш збори македонски, нашинец. Ама дали сваќате дека тоа е, колку да изгледа флуидно, тоа е клучната врска меѓу нас. Професоре, да, ови се минути ваши, сите минути ваши се, токму сака да ве прашам. Еве излезе Мајнц, вика нема известувач за Балкан. Јас го пишувам у континуитет, дека јас сум, поддржувач на идејата за евроинтеграција, но со достоинство, не на патерици, не со дискредитација, не со ултиматуми, не со клиентелизам, не со предавство. Тоа е вели предавство, тоа е кривично дејание. И навистина очекувам дека актуелниот премиер кој, еве јас му уште простор му давам. Значи, треба се почитува уставот на држава. И велепредавството мора се казни. И велепредавниците. Од друга ситуација, Мајнц вика не ни треба известувач за Балкан. Со еден збор не ни требате. Треба ние реформа. Дали ние заслужуваме тоа ругло име да го носиме? Од друга страна, нашите соседи од југот не го исполнуваат договорот донесен под присила со Кубура на Глаус. Ме сваќате што сакам да ме разбирате. Бугарите од друга страна ни постават диктат и едноставно билам дали треба ние натаму да се поклонуваме на нешто што не вреди. Па како да ви кажам, влегов на некоја вода кај јас не сум многу верзиран, меѓутоа дека се има своја цена, тоа е јасно. Значи, ние може да одиме до некаде додека има резон да одиме во тој правец. Ако гледаш дека тоа е ќорсокак, зошто би тргал понатаму? Јас се плашам дека е, а дај може да не е. Нашето патување и тој напор кога гледаш дека те на секој чекор те посекуваат и на крај што останува тоа е, знаете како, лебед. Птицата, таа прекрасна птица. Значи, која е суштината на лебедот? Мислите дека суштината е неговото голо тело? Перјата ти околу него, тоа што го доградува. Острижете го лебедот, дали ќе биде тој лебед или дали ќе го доживувате како лебед? Сега нас не стрижат од една страна со името, па не стрижат, сега се обидува да не стрижат со историјата, со јазикот, па што останува од нас? Срцевината, па не е тоа така. Тие суштествени олики нас не дефинираат како луѓе со дефиниран профил, културолошки профил. Културолошкиот профил е мојата суштина. Без, сега овој јазик, јас што го говорам со вас, ако немам никаков јазик, што сум направил? Јас не сум човек. Ако немам своја дефинирана историја и свој профил национален, па што сум? Тоа е мојата дефиниција. Сакал, не сакал. Може јас сум сакал да се родам како еским, ама не сум се родил, сум се родил како македонец.
тоа ме дефинира мене како човек. И сега кога гледате острана бара, дури, пазите сега што велите вие, дури од оние за кои верувавме дека се бранители на демократија и на човекови права, барат од тебе невозможно. Бара името да си го промениме, што е абсурд, мислам, една агресија. Знаете, јас како... Има ли во светот како... Има, ама знаете како вид? Има многу народи што имаат по повеќе имења. Тоа се ендоними и екзоними се разликуваат. Ендоним е како самиот народ се нарекува, а екзоним е како другите го нарекуваат. Германците да земеме, пример, те имаат, себе си се викат Deutschland, својата земја. Дојч, тоа е нивниот основен зборот кој излекуваат и јазик и се понатаму. Италијаните Тедески ги викаат, французите Алман ги викаат, англичаните Germany ги викаат, русите ги викаат и србите немци. Зошто немци ги викаат? Па затоа што не ги разбираат, вика ови се неми, не за да зборуват. Затоа се немци. Оттаму и произлегува тоа, не правам шега, тоа е така е, затоа ги викаат немци, не ги разбираат. И многу пати така се случува за некој народ да употребиш термин кој делува погрдно, ама не те сваќам, не те разбирам. Ебе го јазикот е во прашање повторно. Има ли нешто посвета? И сега доаѓате, значи една ситуација, ебе да ви објаснам, каде што се враќаме на неоколониализам, кога станува збор за обидот да ни го променат името. Ја велам дека е тоа обид. Не може да ни го променат името, да ни наметнат тоа. Ки издржиме ни ова. Ки го издржиме ни ова. Многу сме издржале низ вековите, како вели еден мој пријател, абе турско робство го издржавме 500 години, па ова ќе го издржиме и ова. Не може, не сме. Меѓутоа, земете, значи, многу народи и насилно им се, еве, германците не се лутат. Ако, прифаќат, ама не името е наметнато, спонтано. Меѓутоа, на некои народи, да речеме, во колонијалниот период, големите сили од Запад им наметнуваат име, да речеме, Конго на Заир, Конго му дали име. Тоа е. И овие луѓе со време рекоа, ние не сме Конго, ние сме Заир. Странците не викаат Конго, ние сме Заир и се наметна и сега е тоа Заир официјално име. Гледате Индија. Индија, тоа е од антика, со Инд врзано, англичаните, видите, вие сте Индија, индици. Меѓутоа, Индија сега, може би се забележале, рече, ние не сме индици, и ова не е Индија, тука е Пхарат. Пхарат е нивниот изворен збор, тоа е од Махабхарата, тука е задржано тоа на тие племиња. И сега тие бараат официјално да се викат Пхарат. Значи, поминува времето на колониализмот. Ние на нашиот Балкан, кој на некој начин, кога гледате како се однесува соседите, тие покажува дека живеат во минато време, значи тие овдека практикуваат неоколониализам, кога странец некој, јужниот сосед, ти наметнува име, не само како ќе ме викат надвор, или тие, туку како ја самиот ќе се викам мојата држава. Значи, тоа е неоколониализам кој се толерира така. Од таа, така наречена, цивилизирана Европа. Не може тоа така. Академико. И сега имате нов облик, ќе ти менува историја, или па не може да го промениш. Може да се бламираш, може да се глупираш, извинете на изразот. Меѓутоа, пред малку ве рекол, реалноста сме ние. Од нас зависи. Па од нас зависи, се разбира. Не смееме да дозволиме, ние може да трпиме и да се бориме, ама да се предаваме, да речеме тоа мора така да биде. Никаде не пише. Тама работа. Професор, ја почнав емисијата со вашата колешка, верувајте ми, една таква синергија чувствувам, а тоа на моите почитувани и нашите почитувани гледачи можам тоа да го пренесам, дека верувајте, ретко оваква позитивна енергија во просторот, и речи слушаме тоа што не секојдневно. Ја спомнав вашата колешка и моја добра пријателка, академик Катица Чулавкова, како потпредседател на ПЕН, им кажала да сите присутни дека ние сме тој народ кој себе се идентификуваме како македонци, нема друг во светот. И говориме јазик македонски кој никој не го говори. Што има веќе околу сето тоа? И тоа што ќе речам, ние не најдовме друго име се македонци. И тоа сме. И се спомнуваме во една книга која никош не може ниту една јота не е променета, ниту сменета, ретуширана. Тоа е Свето писмо во 16 глава 9 стих, каде убаво стои зборот Македонија и македонци. Има ли посилно тоа? Како да каже човек? Ние како да се свикнаме да слушаме, говори дека крадеме туѓа историја. Јас тука морам да завршам со мислам дека дојдовме некаде до при крајот. Да сме најчу крајот.
Вашата порака. Имало крадење на историјата на Балканите и на други места, посебно на Балканот. Меѓутоа, јас имам прилика да им кажем на нашите соседи, ако сакате да видите кој ја краде историјата, влезете во вашите музеи, погледнете ги старите списи, кои се ќе откриете таму кај се земени од Охрид, од некој наш манастир, некои артефакти археолошки земани. Сакате кај еден, кај друг, кај трети сосед, влезете во нивните музеи, во нивните архиви, па ќе видите колку артефакти таму се наоѓаат кои се по потекло од Македонија. Дајте ми пример колку артефакти во Македонија има од едниот, другиот или третиот сосед. И тогаш станува јасно кој од кого крадал. Како велат, нели, ако лаже бабата, рок не лаже. И благодарам многу што бевте соговорни. Драго ми е, драго ми е. Измина многу брзо 60 минути. Ви посакам добро здравје. Не засадуваме тука, ве очекувам наскоро повторно. Мислам во една емисија во која би продолжили таму кај што вечер застануваме. Благодарам што ме поканивте. Чест и задоволство. Почитувани, еве дојдовме до крајот на вечерашното издание магазин со Слободан Томич. Битката за македонскиот јазик, милениумски идентитет по закана. Академик Витомир Митевски, наш и ваш соговорник, сигурен сум дека го задржа вашето внимание. Сигурен сум дека упати силни пораки до сите вас што значи македонскиот јазик. Ми преостанува и се заблагодарам, и посакам пријатна вечер со програмите на телевизија Вистел. Утре гледајте ме не во 22 часот како реприза и во вторник во нашата неделна доза Гласот на народот. Пријатна вечер.